Се почести се случаите кога болни пациенти спасот за лек го бараат кај надрите лекари и покрај X случаи кога место на подобро клиничката слика на болниот се влошува, па завршува кај професионалните доктори на некој од клиниките во државава. Од Кочанската болница вела дека бројката на пациенти лекувани со природна терапија е се поголема и дека дури тогаш кога нема да бидат видливи очекуваните резултати и кога состојбата драстично ќе се влоши, тие се пријавуваат за лекување, но тогаш за жал е предоцна. Најголем број од случаите завршиле на одделението за ортопедија. Во Кочани го има тоа да пациентиве прво одат до надри лекари, па поготово и во областа на травматологијата и ортопедијата, кај што е моја област, така да пациенти одат кај така наречени местачи, местат некои жили, местат изместени зглобови, кои фактички не е фактичка состојба, значи тоа не е реална состојба. Има такви пациенти, се случува тука и кај нас во Кочани, општо познато е дека има такви местачи популарни по цела Македонија, така да пациентиве на тој начин губат драгоцено време во санирањето на повредите. Освен тоа што губиме драгоцено време во санирањето на повредите, често доваѓа и до компликација ако не се делува на време. Доктор Ѓоргиев додава дека има и пациенти кои покрај нарушеното здравје не признаваат дека биле на надри лекар. Причината или во срамот или во фактот дека според Законот за здравствена заштита фондот не ги покрива трошоците за лекување на последиците од надри лекарство. Случаите не ги пријавуваат ниту на надлежните инспекции. Сепак позитивен е фактот што солиден е бројот на оние кои навреме ја прекинуваат надри лекарската терапија и се препуштаат на професионалната медицина. Они притискаат, стегат јако, така да сме имале пациенти веќе кои ќе дојдат до тешки нарушувања на циркулацијата, тешки оштетувања на ткивото. Во некои случаи кај што имаме и надворешни повреди, за жал дојдени и со изразени воспалителни промени. Тоа е во однос на травмата и ортопедијата. Мислам дека пациентиве одат и од другите области на медицината кон надри лекарство. Така да мој совет е да пациентиве сепак прво да си го посетат матичниот лекар. Инаку според кривичниот законник вршењето надри лекарство се казнува со 1 година затвор.